Владата на Република Македонија, Европската комисија и владата на Република Косово ја подпишаа финансиската спогодба за програма за прекугранична спогодба помеѓу Република Македонија и Косово. Подпишувањето на спогодбата од македонска страна го изврши државниот секретар на Секретаријатот за европски прашања Јован Андоновски, а од косовската страна генералниот секретар на Косовското министерство за евроинтеграции Едон Чана. ИПА, програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Косово, беше усвоена од страна на Европската комисија во месец декември 2010 година. Истата има за цел да ги поттикне и развива, негува добрососедските односи и на локалниот економски развој, да влијае на безбедноста и просперитетот и на локалниот економски развој. Посебно задоволство за мене представува да бидам тука за подпишувањето на една спогодба за прекугранична соработка. Оваа спогодба која што се финансира во рамките на втората компонента на ИПА. Овој настан денеска е од посебно значение за Република Косово, затоа што е прва спогодба меѓугранична спогодба која се подпишува меѓу две држави, односно меѓу Република Косово и Република Македонија. Меѓуграничната соработка како еден предуслов на евроинтеграциите се финансира од Европската унија. За ИПА програмата за прекугранична соработка се одредени финансиски средства за период од 2 години во висина од 2,84 милиони евра. Финансиските средства ќе бидат наменети за изградба на заедничка зграда на граничниот премин Белановце-Станчик. Едон Чана, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека Македонија ќе има корист од ембаргото кое го воведе Косово за српските производи. Не сум експерт за таа област, но знам дека оние производи кои досега биле увезувани од Србија би можеле да бидат увезувани од Македонија, нагласи Чана.